Здраво на сите, здраво криптореволуција. Не бев можност со овие 2 дена да снимам видео, имам гости и требаше да ги шетам гостите. Така да сабота и недела си земав одмор. Веќе улавам му понеделник. Чисто сакав, конечно ги отклучив некои опции, пред тоа не ми ги покажаше точно. Значи, мојот канал од како постоje пред 3 години, тоест како е рестартиран, он постоje од 2012, али како е со крипто почнал, 75.808 прегледи има, watch time 8,2 и има 176.000 импресии. Значи, луѓе, замислете си да не ми беше блокиран канало, колку тоа ќе достигнеше гледаност. Значи, замислете си да не ми беше блокиран канал. Значи, збореме за криптозима, која шо имаше многу јака аналитика, а мене ми ги бришија блокираме, дури на Facebook ме блокира, на Instagram, дури на Twitter, се одека Елон Маск не го зема. Еве, да не мислите дека лажам, монетизацијата ми е исклучена се уште, замисли ја како почетник на 75.000 прегледи и 8.000 часови гледаност, јас треба еднос да отклучувам 3.000 часа тука, оние другите ги испунив и тука е 4.000 да речеме на тоа. За монетизацијата ми е earn, ако мислите дека лажам, ми е исклучена, start your earning journey, че мене ми е исклучена на каналот 75.000 прегледи, мене ми е исклучена и ја треба енос, замисли си, да градам па прегледи и гледаност и лайкови и чуда, за да аплицирам да ми отклучат, значи ништо до сега не ми е платено. Баш у најголемиот подем, ама тоа е, еве да не мислите дека лажам, гледате, исклучено ми е, значи не сум бил активен, не сум можел уствари тука, гледате, од почеток е тоа, гледате, заклучено е. Ако ми е било отклучено и ако сум можел да снимам и сите тие работи, че ја имав монетизација и ќе правя видео и се, немаше да ме врнат од почеток, дури ми ги тргнаа сабскрайберите, еден човек ми беше пишал дека највише што видел е имал 6.800. Замислете си, а сега беше на 1.600, па сега имам нови, дека беше, имам нови 169, од како почнав да ги снимам новите видеа. Значи 169, има доста коментари, има доста реакции. И тоа не кажувам нели финансиски совети, не кажувам за маме, не кажувам фантазии, чуда да ветувам. И каналот сепак има прегледи од тие реалните кои што разбират нели дека не можам да ја кажувам чуда, туку и кажувам ја како гледам на крипто. Другари, 3,3 трилиони биткоин се држе, што значи тоа дека значи еве за 24 часа 58 милиарди, ама што се случува? Значи сите овие не продават, дел продават нели за Нова година, Black Friday, за профит, за да си врнат, но поголемиот дел ги пумпат другите алткоини у кои што веруват, кажи го, нели еден пријател многу добро прашање ми постави, вика, бе брат, вика сега сите купуват, разбираш како е можно да стое. Да, сите купуват, ама тие што се улезели на 23.000, на 3.000, на многу пониско продават за работи кои што и требат. Еве кажав и Black Friday, за Нова година се спремат, припремуват, туку у Америка се трошат луди пари. Денеска бев у 2 трговски центри, ресторанти, Коско што е најголемиот за храна, значи бензинската до него исто, значи просто нели како победи Трамп. Американците не само заради празниците, американците од како победи Трамп, значи после 48 часа
пошто не беа сигурни или што се дешава. После 48 часа американците луѓе излегнаа да потрошат луди пари. Значи луди, како се гледа тоа? Значи страшен трафик, значи пуно се живо. Трговскиото да не можеш да најдеш паркинг. Илјадници коли паркинг да не можеш да најдеш, кинотеки пуни, ресторанти, чека се ред, бензински пуни. Значи бензинските што значи дека се пуни, значи трошат и се движат многу. Значи американците овие 4 години луѓе очекувам, ако нема нели некои нови драми, очекувам да, ако нема нели нов ковид или нешто, зашо го спомнав ово, не требаше да спомнам од и алгоритмот мошки му лове. Ако нема нови драми, знаете, со болести, можно е луѓе овие 4 златни години, овие луѓе да, посебно 2025 од како ќе седне Трамп, да потрошат луди пари на крипто. Луди пари, пошто тие до сега ще беа сейвингс и мислеа дека Бајденчо и Камилата, да не кажувам името, да не ме блокнат, Камилата ќе преземија и мислеа дека ќе биде многу лошо. Гледате, оно уште Трамп не е седнала какви работи прават, се дека Трамп не и пушти една интерконтинентална суперсонична, гледаш проби, никој ниту додека не удри они поема нема што се случува. Што е беше предупредување. Така да луѓе очекувам дека луди пари ќе се трошат. Кардано е супер, чим задржува ово е многу јака работа. Значи чека само да видиме. Значи треба да пробие 1.18 за да отиде на 1.34, 1.51 и после од 1.51 нема тука некој, тука малку се задржи на 1.92 и директно е 2.26. Значи ќе биде интересно. Polkadot има многу внимание. Јас се шокирав типо на еден од креаторите на Ethereum и нели сега што е креатор на Polkadot. Гледајте го интервјуто, интересно е. 3 часа е. Јас сум шокиран дека излегна. Не, за жал не го догледав до крај, останаа му 52 минути, ќе го догледам. Сакав да го снимам видеото. Ама ќе спијам и утре ќе го догледам, пошто ја не сум нели Polkadot неам, за тие што ме замоли. Мислам, имам Polkadot, ама неам такви големи количини. Имам на 2-3 волети Polkadot, ама не е тоа кој знае да речеме, кој знае колку количини, мада солидно имам, разбираш, не сум го продадел никогаш. Имам Polkadot, не кажував до сега нели дека имам, пошто мислам не се не сеќавам во претходните видеа дали кажав, оти забележал сум ќе кажам нешто и овие сите ајде одма купуваат, разбираш и ми досаѓаат упораки после дај да видиме, затоа не ги покажам портфолиото, затоа што луѓе само што покажам портфолио и одма стотици илјадници македонци ми пишуваат, ама сигурен ли си, ама и ние ќе купиме, ама кога ќе биде тоа, значи не ги интересира. Порно со помала група луѓе да гледат и да сами да ископат, еве колку луѓе сами си дознаат како да направат Phantom Wallet, Soulflare, сами си дознаат како да направат да купат Star Atlas, сами дознаат како да купат Polkadot. Повеќето луѓе 90% само досаѓаат. Упораки тука ли да натиснам, ово ли најискрено другари немам време. Значи ако треба да седам дома да ви кажувам тука ли да натиснам што да направам, не сте за крипто, најискрено на брат, не сте за крипто. Сами треба да го совладате. Тоа е затоа гледате правам овакви шорткати, не е многу клик-лайк. Значи треба сами да го совладате, ако не знаете сами да го совладате, не сте дефинитивно за крипто, затоа што не дека се правам паметен, јас сум сам научил, ја не сум програмер, немам завршено ништо IT. Значи самук, ќе седнете, има доволно YouTube видео, одбојам ви го против видеото за Binance, колку души ми прашаа како да направиме Binance. Ајде там на 100 души, на 200 души и праќам од Бојан видеото, има степ бај степ, другиот мен има за Binance како да се направи акаунт, другите им пишуваат брата бе зашо оваа картичка не ми работи, не тај дечкото што пишаа коментар, окей, супер пишал, групата му одговорија. Деве, замислете, ако еден е пишал, значи уши 500 ги имате упораки. Че луѓе ја од Македонија сум иселени 11 години. 11 години во Америка и уште 2 години во Европа. Значи ја севкупно 13 години не сум ја видел Македонија. И вие ми прашувате замисли си за банките и за картичките кои работат, кои не работат. И за берза што околу 6 години Binance.com не работи у Америка. Значи луѓе дај малку, гледајте ги видеата и
Не е само да пишете, значи. По-добро да пишете у групата, ако имате такви прашања за кој банки у Македонија, а прашање некој што имате, еве многу добро се движи канало, прашање некој што имате, гледајте да ги поставите тука. Да ги поставите на сами овакво. Поздрав дечките, виж се учат, гледаш. Николовски, дека беше Кико. Чекай, брат, че не може да ги прочитам, е много ситно, брат. Трчи лажи беше най-интересно, вика. Поздрав те, пратам 3 години на Фейсбук, в групата и на YouTube, все най-добро. И читам да видам кое е, трчи лажи, ама много ми беше много смешно. Николовски чекайте, сте ли? Да, Николовски. Андрей Филиповски. Бекс. Да се надеям Тухаб. 250. Линк. Шо пише? Линк 3N нещо. Брат, много тежки имени имате. Брат, я не може да ви запомнам. Дай, немате ли никой надимък? Брат, ovo е най-тежки. Шо е во? Арт? Брат, Шелби. What the fuck? Не, Артур. Не, брат, я треба сега, како што ми микрофонот ставен толку далеко, мониторот ми е на метар од мене, значи, брат, со дурбин треба. Златко Зафиров да го поздравам. Спасе, Новковски, Лаки, Андрей 555, Бојан Станојовски, Даниел, другари, ако не ги читам, да знаете, мониторът е на Метарипол. Не е дека не видам, туку на Метарипол од мене далеко. Че така ми е наместен, за жал. Шо е во? Мад, некој си, Батомиро. Батомиро, ова е сигурно моја комшија од Кочани. 100% е он. Чекай да има на друго видео. Дали се други, кај Филип Димковски, Панелов, Бојан Трајковски, Златко Зафиров, Ноди, Ебара ли е това или Е6, не знам, Ебара ли е, Бекс 04, Тухап е тука, Денис Додевски, другари, фала на сите што пишавте, зголемувате ми го трафико на канало, коментарите си и те како битни. Ovo е МКД 331BS. Тук е само един коментар. Два коментара, един е. Тук никой, значи гледа за нова сезона како да купите старата само 160 прегледи. Едва чекам да се видиме 2025 декември. Значи Мартин Ивановски, Нави X100, Петър. 5 пара ли? Шо пишува? 5. What the fuck? Батомиро. Панче Манасков, фала другарчиња на сите што сте пишале коментари. Тука е пак Кико, НХНД 98, Даниел Коцевски. Нема девојчиња, браче, заинтересирани нешто за крипто. Мартин, Закон, Златков, Денис Додевски, Апостоловски, другари, фала на сите. Чисто така, од сега ќе ве читам ако треба. Ќе ми извините, може да сум сгрешил на некои имињата, ама кажав, Метарипол е далеко. Другари, да не забравам, значи гледам да ги правам кратки видеота, по 15 или 30 минути, другите кашале немале време да ги гледат од саат. Ќе ги гледате декември 2025 ако ги направам. Што сакав да кажам, значи ако ви требат пари, да, кеширајте го биткоин. Ако ви требат пари, кеширајте си ги другите крипто. Али на тие што не ви требат пари, другари, Ethereum, другари, сме далеко од all time high. Ripple сме далеко од all time high. Ако не се лажам, Ripple беше $3, брат. У Мајами кога живеев, дори не ли го беа напомпале $3? Да, $3.36. Тука кога бев у Мајами, не можев да го купам. Не можев, знаев за него. Никој не ке, немав social ID. Немав ништо у Мајами. Бев со туристичка виза.
и никой не ке од американците да му давам пари да го купе, значи збореме за луди пари. Да видиме само за $10,000 делено на 0.005.875 по $3,363 е 5.719.000. Значи ја можев да бидам милионер дури и кажи го 2018 година. Ја дојдов тука 2014-2015 на самиот крај на Халоуин. Бојан, мојот цимер, беше фер, даваше 10.000 у Ethereum да сменам, али тогај можев да сменам само за Binance, а и Ripple се утепав, тогај не можевме да го купиме. Не знам што беше финтата. Дали не ми даваа пристап до Coinbase, не знам како беше финтата. Значи, луѓе, јас 2018, например, многу луѓе викат, брат, ти ги врегаш крипто, дигитално неписмени луѓе, јас барав македонци со социјален и со tax ID, со амерички документи да креират тие берзи. Они се плашат дебитните картички да ги поврзат, требаше да идат у банката да кажат да ги купуват крипто, за банката да ги го отклучи од тоа време, требаше да се јават на берзата да ги кажат да ги отклучи од тоа време, они се плашија да не ги украдат парите. Дури имаше и финта, значи можеше на кредитна картичка у тоа време, замисли се стават да се префрлат 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 долари. Некои берзи има лимит, ама тоа за кратко време се зголемуваше лимитот, значи никој не ке. И многу луѓе кои ќе ми речат, брат, ти многу ги врегаш дигитално неписмени луѓе. Значи, не ја знаете целата приказна, другари. Приказната е 10-11 години. 10-11 години. Значи пред 7 години, пред 10 години, 9 години, 8 години, значи 3 години фактички сум ги, значи 10-та моја година, мојата втора година у Америка, мојата трета и мојата четврта година у Америка, јас ги молев луѓето да креират берза. Ја немав документи, ја ден денеска немам документи, јас сум со бизнис виза тука, со бизнис виза и со tax ID number како бизнисмен. Имам пристап само до една америчка берза која што дозволува европски луѓе бизнисмени да бидат тука. Немам амерички пасош, одбил сам го. Јас сум кажал $30,000 за пасош, ја се женам лажно, немам намера. Сум христијанин, такви глупости, брат, да лажам, нема шанси. Ниту за документи, ниту за ништо. Не ми ни требе амерички пасош, затоа што америчка пасош е плюс колку ми траже некои си 17 вакцини, што не ми ги признаат од Македонија. Какви сте глупости 17, ја од Македонија не сум ни треба да нема зборам оваа тема да не ми го блокират видеото. Немам ударено такви боцки. И 3 ми тражија за, знаете, што беше последните 3 години, значи тоа е 20, јас нема шанси, брат, да земам. Јас сам конспираси теории од како сум роден, најстарата група мистерија во Македонија, и замеси се да земам, братче, вакцини, леле, пак кажав, да земам боцки, да се надевам дека нема да ми го блокират видеото, да земам боцки, замисли си, за боцки ќе ги викаме, значи тие знаете работите, Айншприц, да земам 20 за некаков си документ. Во Америка е земја на доселеници. Вие може да седете тука у Sanctuary City и никој да не медира. Седо дека не направите некакви глупости, да знаете вие во Америка може да седете колку сакате. Може да работите, може да ве плаќат дури кеш, ништо, ниту полиција, ниту никој нема ништо да ви рече. И полиција да ве сопред, давате и македонско ID, со македонска возачка возат тука македонци. Чи може да се деси никош да не ме сопрат ако немате сообраќајен прекршок или нешто. Јас сум сопрен у 11 години само еднашка, замислете си, и тоа за време нели ово пандемијата, кога ме излажаа дека ќе затворат една голем автопат и возев едно 10 и на 20 згоре. Полицајецот ме сопира, целиот таков шокиран, значи тоа е пред колку испаѓа, пред 3 години, целиот шокиран, гледа и вика, ама ти никош, вика, не се сопрен, викам, никош. Вика, господине, одете се, слободно, ја викам, тикет нешто, вика, ников тикет, вика. И замислете си, у 11 години сум сопрен само еднашка и тоа заради тоа што брзав, беа ми излажале дека у 11 сато ќе го затворат автопатот. Немам ниту еден сообраќајен прекршок, ниту едно кривично дело, ниту една измама, имам поја кредит скоро од 90%. Дора не од 90, од камионџи има доста јак скоро, од едно 70-80%, од едно 70-80% сум имал поја кредит скор од македонци со документи, со пасоши, така да што да ви кажам. Рекорд у банката ми има дадено
на почеток 7000 долари, кој шо, например, македонец тука на почеток и дава само 500 долари. Замислете си, моје беше 7000 и знаев на кој начин да употребувам кредитната картичка. Научено од сектор теорија на заговор, замислете си, че секој месец, например, да трошам и да плаќам. Нашите не го правят тоа редовно, ја го правев и мојата картичка бев набутал до 7000. Замислете си, на човек без документи, без пасош, кој не е жител, Банк в Америка да му даде 7 и нещо, 7800, 7900, скоро 8000 долари кредит. Исто отидов тук у Сиетъл, отвори ми го кредит скоро, замислете си, за 24 сата ми даде автомобил, поради taj кредит скоро. Значи Америка, другари, нема връзка дали си жител или имигрант, вие ако си плакате се редовно, ако трошите пари преко тия кредитни картички, ако не дужите, вие другари тук сте цар. Значи, јас сум единствениот, треба да повторам, македонец кој шо е направил профит од кредитни картички пред комплетно да ми забранат со кредитни картички да купувам крипто. Че јас сум еден од единствените македонци, за американците мислам дека има други, кој шо од кредитни картички успеал да префрли на берза, после тоа ги забранија со закон и да направи едни можда едно 200-300 илјади долари со парите на банките. А тоа е, другари, еве на тие луѓе што ми се нон-стоп молат, спомни го, они мислат ја ако спомнам Polkadot и кажи го и дека иде. Они мислат дека ја спомнам Polkadot и Cardano, Polkadot и Ripple, дека ќе се напумпа луѓе, јас немам никакво влијание. Ја Ripple ни немам, али сепак да знаете, американците, другари, за 24 сата 12 милиарди и за 24 сата скоро 2 милиарди. Тоа е многу? Не, чекай, да. Тоа е многу, другари, не е финансски совет. Тие ще имате биткоин, не знам што ќе го правите, јас покажав видео што сум го направил. Така да ово е кратко едно видео, пошто треба секој ден да се снимат видеа, за да го разработам плюс канало. Пишете у коментари што друго ви интересира. И поздрав, другари. Убав ви ден. Тука е више 4 сабајле. Ке пробам да се лигнувам порано. Пошто преку денски има многу по-добри информации и треба да се станува рано. Значи више се минува тие работи кога нокно време. Беа појаките игри. Така да, другари, да знаете, ние сме на почетоку на bull маркето, имаме сигурно 6 месеци, што се вика минимум, може и 8 bull маркет. Така да овие коини што ги гледате и сте ги купили и се пумпат, не значи дека се многу јака технологија, само не значи дека многу јаки проекти имат. Значи, кажав ви, тоа чудо биткоино, најчесто биткоино го минуват за тие работи, кои што се биле стара технологија од пред 3 години се издржале и ги пумпат. Гледаш што пумпат Solana, Ripple, пумпат Solana, Ripple, Cardano, Avalanche, Tron, Stellar го пумпат, Polkadot, Chainlink, од тоа зборам што е било технологија у моје време, Litecoin не толку многу, интернет компјутер, VeChain, Filecoin, Cosmos, Monero, Algorand, Sandbox. Другари, Sandbox, ви кажав, ја не сум ништо продадел и чувам. Не сум ништо продадел и чувам, чувам ја земјата. Земјата ја чувам и планирам да ја продадам. Јас сум разочаран од Sandbox и од Gala. Верувам дека пак се напумпа и треба да се го врнам Ethereum. Значи, останува ми од Big Time, од Sandbox, од Axie Infinity и од Gala. Овај bull market планирам да продадам се и да си го врнам Ethereum и после ќе видам со тај Ethereum што ќе правам. Еве го Gala, доста се пумпа, KuCoin е технологија. Не знам луѓе зашо во Македонија не ја користите KuCoin. Мислам дека е дозволена, иначе берзата е многу јака. Има многу трафик за трейд, тие што мислам сакате да трейдате. Тоа е, другари, гасам, леле, мислам дека видеото надмина и 30 минути. Фала ви до сега што сте гледале 75.000.
дека беше 75.000 другари дека отиде таа информација, што бев отклучил, па ми се изгуби. Другари, фала и ќе се трудам, другари, секој ден преку неделата да вадам по едно или две видеа. Пишете што ве интересира. Вадам намерно овакви шорткати, не кажувам многу, ајде брат ово, тука ово, не планирам да правам видео натисни. Планирам само да кажувам дека сме тука, bull market сме, нема страшно. Гледајте кој може да извадите профит, кој разбира што прави со Ethereum, Cardano, Solana веќе е all time high, тамо не може да ударам аналитика колку ќе оде, ама па сигурно тука американци збора дека иде 500-600 минимум да речеме, али не ме држете за збор. Ја го мразам, ама тоа што значи не значи дека го мразам Solana и Ripple и некои други, нели, што ми имате изнервирано последните 3 години и преходно, дека нема да отидат, пошто не зависи ништо криптото од мене. Другари, пред bull market сме, улезени сме тоест у bull market, уште е рано. Не паничете упораки, леле брат да продадам ли, леле брат, значи сами гледајте да донесете одлука. Тие што ме прашаат на што следам, другари, гледајте тука coinmarketcap.com. Ќе го постирам и у линк доле под видеото. Значи под видеото тука гледајте, еден ме праша дечко, изгледа постар беше, мислам господин. Не дечко, господин, дека те тука ќе објавам под, значи more information, тука тај дел ако објавам, значи сакаше линк од дека ги гледам коините, значи coinmarket.com и тука можете комплетно, другари, имате анализа да си направите, секој коин го кликате, отвара ви се и имате тука search, значи можете и мислам да си направите и профил тука. Ово не е берза. Забрив 6-7 души ме пробава, направили акаунт, пробале да трейдат, да купуват, не може. Другари, CoinMarketCap не е берза. Ово е тука се гледат информациите за целиот крипто. Значи ово не е берза, другари. Ово не е берза и да тражите да не дай Боже некој погрешен линк да отворите и стварно да конектирате дебитна карачка. Ви кажав, најбезбедно у Македонија е Binance. Иако работи KuCoin. Значи другите берзи внимавајте. Uphold е добра берза, да, али внимавајте, никош не држете на една берза сите средства. И која беше другата CXIO, внимавајте посебно на неа. Поздрав другари и чао!